Нов мебел, нови прозорци и подови, ново парно, нови лифтови, нови машини за перење и сушење алишта и безбедносни камери. Вака изгледа реновираниот блок А од студентскиот дом Гоце Делчев во Скопје. Зафатот изнесува 1,5 милиони евра. Увид во комплетираните градежни активности извршија лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски и заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски. Ке може секој студент да дојде, ќе има одговорно лице, заради заштита и обезбедување, значи пералната и во тој дел е сушалната, ќе си има жетон, на одговорното лице ќе му се даде, одговорното лице им обезбедува жетон, лицето си завршува самиот студент, своите алишта тука. Своите, тука му се сушалните, да. Веќе во текот на следната седмица, студентите кои се сместени во еден од блоковите кои се уште не се реновирани, ќе можат да се префрлат во блокот А. По целосната реконструкција и опремување на блоковите А и Б, за 2 недели ќе започне и обновата на останатите 2 блока. Според предвиденото, за 1 година сите 4 блока од студентскиот дом ќе бидат целосно реновирани, најавија од МОН. Да, идејата беше да не се затвори домот, 2 години да се реновира, туку блок по блок и на некој начин студентите да имаат каде да постојуваат, а сепак дел по дел да се заврши реновирање. Годинава блокот В не беше објавен за сместување, за да не останат студенти кои што ќе бидат сместени во по недобри услови, да речеме од другите, така да сега Г се префрла и после целосно се посветуваме на другите 2 дела, а овие два блока А и Б ќе комплетно реновирани ќе стануваат за потребите на студентите. Новиот изглед на домот значително ги подобри условите за живот на студентите, но истиот треба и да се чува, апелираше првиот човек на студентскиот дом. Студентите треба да се грижат не само за овие генерации што се овде, туку и за идните што ќе доаѓаат овде и ќе ги користат услугите на студентските домови. Да, до сега сме задоволни бидејќи имаме изготвено правилници, така да студентите кои што не го почитуваат тој правилник куќен ред, имаме веќе превземено неколку мерки и санкции. За 2 месеца сите државни студентски домови во земјава ќе добијат нов мебел, а ќе се набават и 100 машини за перење и сушење со капацитет од 10 килограми, најавија од ресорното министерство.